Кире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистерка. 100% живот. Кире, победата на унгарската репрезентација е заслужена, меѓутоа останува впечатокот дека не ја намачивме, дека ние не бевме вистинските, колку тоа беше наш проблем и колку нивна заслуга. Па мислам дека влеговме мотивирано во надпревар, бевме страшно мотивирани, знаејќи дека овие два бода ќе ни донесеа многу, ќе беа многу значајни. Се случи тоа што се случи, мислам дека можеби едноставно немавме резервна варијанта, или како би се рекло во шпортски жаргон, немавме план Б. Сите надпревари се посебни надпревари, не можеш да го предвидиш надпреварот. Значи не е само да влезеш мотивирано, треба да знаеш како да добиеш на селекција, сепак е ова европско правенство. Не може само на мотивација, на сила, на желба, од срце да добиеш. За мене ракометната игра е интелигентна игра и треба и така да се поставуваат работите. Едноставно немавме рецепт за нивната агресивна одбрана, не знаевме да ги искористуваме нивните длабоки излегување, иако тие играа 6-0 одбрана, меѓутоа играа многу агресивна зона. Исто потврливме во офанзивниот дел, во дефанзивниот дел потврливме, така да кога се одлепија унгарците, едноставно не ни знаевме како да се вративме. Немавме припремено ниту резервна варијанта на одбрана, ни се измешаа коцките, почнавме да правиме по три измени, а тоа не го правевме до сега, значи пробувавме да играме само со една измена. Тоа унгарците го искористија, тие се искусна репрезентација. И од сите овие порази до сега од Унгарија, ова репрезентација денес што не победи, по мене, ќе бидам искрен дека е ова најслабата унгарска репрезентација. Значи до сега сме играле со Унгарија многу пати. Сме знаеле да ги победиме, но повеќе пати сме изгубиле, меѓутоа по квалитет ова е најслабата унгарска репрезентација. Ние очекувавме засилување со Прибак денес. Ни даде кураж тоа, меѓутоа ние наместо да бидеме малце подобри, бевме 3 пати послаби. Тоа не го искористивме, не бевме ни на пат да го искористиме, ниту па знаевме, бевме припремени. Меѓутоа, што е тука е, сега се покажа, заврши надпреварот Исланд-Австрија, Исланд ја декласира Австрија. Тоа покажува дека ние, не сакам да ги омаловажувам нашите резултати, меѓутоа сакам да кажам дека сме биле привилегирани, тоест имале среќа што сме во една таква група, со голем респект према нацијата на Австрија. Најглавното го направивме, дававме све од себе, ние сме во втората фаза и сега ни преостанува Исланд. Ќе пробаме да го победиме тој противник, затоа што тие два бода ќе не однесат пак високо. Некако ни се поклопија коцките со нерешени резултати, со пренесување на бодови, со распоред и така натаму и така натаму. Треба да одмориме, да ги разбистриме главите и за 2 дена да го дадеме најдоброто од нас. Тие два бода многу ќе ни значат за висок пласман, меѓутоа да бидеме добро на земја, нели? Да знаеме дека едноставно да знаеме кој ќе победиме, тоа да го почитуваме, да знаеме како сме победиле и кого сме победиле. Значи денес ни е одржана една добра лекција, да не се залетуваме многу и јас тврдам дека ова репрезентација има потенцијал за високи домети, меѓутоа тоа треба добро да се постави и да знае секој во секој момент што прави, како прави, за да доколку сакаме да добиваме репрезентации од ваков рейтинг.